Голем дел од македонските компании, особено оние поновите, го почнуваат економското работење без јасна визија и долгорочна стратегија за својата работа. Според искуството на маркетинг агенциите, најголемиот дел од компаниите работат стихијно и не се сигурни на каде се движат. Во такви услови тие сметаат дека вложувањето во реклами не е инвестиција, туку непотребен трошок. Така е, и тоа ме загрижува. Јас имам еден добар пример кој што го спомнувам повеќе пати. Ако погледнеме како се развиваат компаниите во светот, Германија или не знам, поминуваат неколку години во истражување на пазарот, поминуваат уште неколку години во споредба на ценовна политика, кои производи можеле да го произведат, потоа го тестираат тој производ уште неколку години, го мерат квалитетот со конкуренцијата, како ќе изгледа сето тоа во споредба со која маркетинг кампања би ја користеле или маркетинг стратегија би ја користеле, како ќе дојдат до конзумер, дали преку масовно пласирање или онлайн или било како небитно, и сето тоа трае не 10 години, не можеби 20 години, но потоа кога ќе почне тој производ да функционира, има долгорочна стратегија и тие траат 200 години, не знам Нивеа и не знам кои компании, тоа е чудо, таму нема стоп. Во Македонија се уште има, се менува тоа, меѓутоа се уште има, првата година лансираме компанија, втората година купуваме Порше, третата година ја затвараме компанијата. Андонов вели дека тоа е само еден од проблемите. Друг е што главните менаџери, најчесто собствениците, тешко се откажуваат од апсолутната контрола над компанијата, што исто така може да има сериозни последици во согледувањето на проблемите на самата компанија. И сето тоа е стихијно. Сега ми треба маркетинг, сега ми треба продажба, притисок, ваму, мора ова, мора она, потоа не сме, не знам, профитабилни, па вработените страдаат или лош имидж ствараме. Тука има некој, значи до маркетингот, да, кога ќе дојдат ситуации, јас тоа го споредувам со некои буџети, има компании кои што ги планираат буџетите за маркетинг и ќе сакаат да влезат во тој дел, меѓутоа сето тоа се сведува на некои last minute промени, некогаш под влијание, многу често под влијание на собственикот. Мене многу ми смета тој момент во Македонија каде што собственикот знае се. Знае и како да го произведе, и како да го продаде, и како маркетинг да сработи за тоа, и како финансите треба да се водат. И не е можно тоа. На малку знаење, всушност. Тоа малку знаење, значи не можеме да бидеме специјалисти во се. Генералната оценка на маркетинг секторот во Македонија е дека македонскиот рекламен колач е мал, а расположливиот буџет е во постојан пат. Токму затоа маркетерите се почесто се ориентираат кон клиенти од странство, во обид да обезбедат поголем простор за работа и постабилен пазар.